Избориве, дечки, траат, предвремени, локални, парламентарни, секакви. Имам чувство дека нон-стоп има избори и веројатно сум во право. Ќе ви признам нешто, кога ќе дојдат на митинг кај мене во Мало секогаш, искрено убаво ми е, бе. Значи убаво е. Има прво нови мајци. Значи не се тие од пред неколку години, нови ти дават. Има капчиња, пенкала, сендвич добиваш понекогаш, тоа е кул. Си седиш у задните борбени редови, си уживаш, си ги собрал сите од дома, баба, куче, сите на митинг одите. И почиња кандидатот, базен ќе направиме сите. Базен, сакаме! Стадион ќе направим, сакаме! Фабрики ќе отворам, сакаме! За душа, не знам кај ќе отвори фабрика у Влае, ама седно. Убаво ни е на сите. Сакаме! Сите се вакви. Костумосани у првите редови, застанати. Уште зетот и невестата фала, да дојат и готово е да почнеме. Сите се во одела, сериозни. И ова е вистина. Го видов другар ми напред у први редови, дотерен вака како јас, председател на месен комитет е. И знаеш, текнува дека во 8 оделение, онака лепеше мрсули на ракавот, а тој у одело се, а ти со маичката од новата 2017 избори и си викаш некако нема логика, бе. Ама, кога се работи за тебе? Не е проблем за тебе, амако, možda не съм украла, амако. Браво! Одлично! Да, и како што завршува митингов, сите трчаме дома, пријателчиња. Зошто трчаме дома? Нормално, треба да се преброиме. Каде дошле повеќе? Значи, отвараме вести, портали, гледаме слики од дрон, мериме, цртаме колку на кој метар квадратен, дали, што, кој собра повеќе граѓани? Овие ли, оние ли? Според статистиките инаку, ако на еден квадрат може да стојат двајца дебели, или тројца слаби, или двајца слаби и еден мешевски. Тоа е во просек на 1 метар квадратен 2,5 луѓе. Тоа значи дека на митингот на едниве и на другиве, според нивниве и нивниве сајтови, одат од прилика 3 милиони луѓе. Ама, окей, знам дека се избори, ама многу кандидати има. Значи, кога идеш на избори, никој не ги чита. Си се окружува за партијата и тоа е тоа, бидејќи ако земеш да читаш, отиде денот. Тоа е тоа. Имаш градоначалници, имаш советници. Имаш советници на советниците. И цела држава е кандидирана. Има и познати на листиве, видовте тоа, сите знаеме. Познати и лично, познати и јавни личности. И сега ме замисли тоа како би изгледале слоганите на македонскиве звезди доколку би воделе кампањи, па така, на пример, Александар Маленко би имал слоган, веројатно, по една бивша за секој маж. Гласајте! Добро, он може комотно да се кандидира за кмет на Охрид и да изгради ѕид за скопјани да не доаѓате зерено со лајца да им го сркат. Комотно. Мелита? Да, Мелита ќе вети пополнет профил за секој граѓанин. Секој! Зошто да ги зезаат децата во школа? Имаш 1500, јас имам 5000. Миленко, од друга страна, ќе вети нешто. Тој ќе вети бугарски споменик за секој што ќе го гласа. За сите што нема да им даде тоа, ќе им даде шанса да го гледаат со пура во уста пола саат, како? Јанко ќе вети бурек за секој што го гласа, а Васко Ефтов ќе открие од каде му е на Миленко споменикот, а на Јанко бурекот. Тој ќе открие. Добро вечер, Македонија. Каде и да си? Иван Исцелител ќе биде исто така доста добар кандидат што ќе привлече раја. Тој имено ќе дава бесплатна душевна терапија за секој. Без рецепт, без сакани ефекти, без логика. Без потреба. Сара Мејс ќе вети дожд цела година и ќе се утепа земање земјоделски гласови. Сите земјоделци
сите. Владко Стефановски ќе рече заокружете 1. Заокружете 2. 1. 2. А 1, а 2, а 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, хей, Владко! Гласа за Владко! Владко ќе ме убие после ова. Тебе ти е другар, ти да ме спасуваш. Ти да ме спасуваш. Не го знам.